2100 нови садници од холандско производство ќе бидат засадени во дрворедите по должина на скопските булевари и на зелените површини. Во првата фаза од оваа акција, екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило ќе засадат 1000 садници од 17 видови. Градот Скопје секоја година има голема акција на доделување садници и на општините, местните заедници и куќните совети низ Скопје. За таа цел есенва ќе бидат поделени околу 3000 садници, а акцијата ќе продолжи и на пролет. Имавме големи критики дека само сечеме дрвја, меѓутоа можам да ви кажам дека со оваа акција ние го потврдивме она што го ветивме, дека за секое дрво, за секој сечено дрво ќе посадиме неколку нови дрвја. Еве и тоа го правиме по овие булевари, така да со овие 2000 дрвја ќе се покрие многу кратно она што до сега беше исечено на овие булевари. Заложба на општина Центар и на градот Скопје да во градот има што повеќе нови садници и во таа насока ние сме благодарни на градот што 1000 нови садници ќе постави. Можеби сите нема да бидат во општина Центар, но еве првите почна да се садат во општина Центар. Многу сме благодарни од името на граѓаните на општина Центар и од сите граѓани до началникот Трајановски. Се надевам дека таквата акција ќе продолжи и во наредните години. Предвидено е да се обноват дрворедите на булеварите Свети Климент Охридски, Митрополит Теодосиј Гологанов, Видео Смилевски Бато, Партизански одреди и 8 септември. Јапонски цреши ќе се засадат пред паркингот на зоолошката градина, а ќе се заменат и исушените садници на улицата Максим Горки. Трајановски е задоволен и од проширувањето на булеварот Климент Охридски, каде беа засадени првите садници, а најважно од се е како што вели да бидат задоволни граѓаните. Оној скептицизам и она недоверба кој што беше во почетокот дека со проширувањето на овие булевари ќе се изгуби градот Скопје она што било понапред, мислам дека сега тоа веќе го нема и граѓаните се задоволни од проширувањето на булеварите. Градот Скопје за оваа голема акција од буџетот издвои околу 6 милиони денари.